дадоа на помош еден свештеник, Блажо Зарков, да ми помага како и што да одговараме. И литургијата заврши безпрекорно. Собрав може би повеќе од 60 души хористи од кавадарци, го формиравме градскиот хор, го носеше името Димката Ангелов Габерот. Тогаш, освен мене, уште со музика се занимава подоцна малку Ристо Бандев, Ѓоко Јордановски, тој дојде прв музичар после мене, потоа Миле Димов и натака веќе се редат плејада диригенти. Хорското пеење во Кавадарци има подолга традиција, с оглед на тоа што првиот хор е формиран во далечната 1913 година. Од тогаш па до денешен ден, ова традиција е продолжена и со одржувањето на Републичкиот фестивал на младински и детски хорови на Македонија, кој секоја парна година, почнувајќи од 1966 година, редовно без прекин се одржува. До сега се одржани 18 фестивали, а во месец мај идната 2002 година ќе се одржи 19-тиот фестивал. Можеме слободно да речеме дека не само со грозјето и виното. Нашиот град е познат токму и со овој единствен фестивал од ваков вид во нашата земја. Да зборуваме за фестивалот, за традицијата на хорското музицирање. Неизбежен е човекот со кој ќе ја реализираме емисијата. Човекот кој целиот свој живот е со музиката и човекот кој годинава одбележува еден редок јубилеј, 60 години, другарување токму со музиката. Станува збор за Илија Каровски, кој со својата животна музичка приказна не воведува во еден музички свет, светот на хорското пеење. Ако ги пресметаме и годините што ги поминав како ученик во гимназијата во Кавадарци, сега се навршуваат полни 60 години како се занимавам со музика. Не ни сметав порано кога свирев во училишниот оркестар и хор на гимназијата во Кавадарци дека музиката ќе ми биде главно занимање во животот. Така ми било пишано и така и се случи. Најнапред свирев во училишниот оркестар и хор што ги раководеше професорот по музика Николај Крутиков. Тој беше еден руски емигрант и многу способен човек. Во низата гимназија учествував редовно во пробите на хорот и настапите, а подосна и во средното училиште во гимназијата за професор го имавме еден искусен педагог и диригент Златан Станчев, кој што беше пензионер, меѓутоа пред тоа работел како диригент на Старозагорската и Софијската опера. Од него практички ја засекав најповеќе музиката, затоа што тој е заслужен што музички се описменив. Свирев во дувачкиот оркестар, каде што без познавање ноти беше невозможно да се работи, а потоа и во гимназијскиот оркестар, односно кој беше и црковен хор и оркестар на Кавадарецката црква Свети Димитрije. Тогаш, како ученик по завршувањето на 8 клас, и прв пат застанав пред хорот како диригент. Тоа, да го раскажам на следниот случај, се случи преко летото, кога училиштето беше распуштено, а во Кавадарци дојде владиката од Скопје и требаше да се служи литургија, бидејќи нашиот хор гимназијски редовно секоја недела
пееше на литургијата. Меѓутоа, директорот на гимназијата, не знаеки кој може да раководи со хорот во отсуство на професорот Станчев, ме повика мене и ме праша дали можам да раководам со целата литургија. Јас му одговорив можам, бидејќи присуствував на сите проби на хорот, без оглед која деоница има проба, дали бас, дали тенор, сопрано и така натаки, и практички целата литургија ја знаев напамет. Знаев и да давам интонација на хорот, меѓутоа не знаев кога и како да му одговарам на свештениците што е воден литургијата. Така и направив. Ми дадоа на помош еден свештеник, Блажо Зарков, да ми помага како и што да одговараме. И литургијата заврши безпрекорно. Беа задоволни сите, а посебно дедо владиката од Скопје, и кој побара по завршување на литургијата да дојдам и да ме види кој сум ја, толку млад ученика, а можам цела литургија да водам. Меѓутоа, што се случи? Во текот на исполнувањето на музичките номери, јас си дозволив да направам една грешка, а таа се состоеше во следното. Бидејќи тогаш биле пости и не требало да се пее песната "Много е лета", а ние како ристи многу ја сакавме таа композиција, бидејќи беше многу разиграна со разиграни деоници, и му дадов тон на хорот и ја исполнивме. Меѓутоа, свештеникот Зарков, кој што беше цело присутен, се врати назад и вика: не ја пејте вас, за тоа што сега се пости и не се пее. Меѓутоа, ние за наша желба си ја исполнивме композицијата и се отидовме. Одма дојде служител од гимназијата, вика: одите, вика, дедо владиката и директорот. Ја мислив оти ќе ме карат сега за тоа што исполнив оваа композиција и не отид, не се јавив. Утре дента на училиштето ме повика директорот, ми вика: зашто бе Каров, ти не дојде, дедо владика сака да ти подари крст за тоа што многу убаво ја водеше литургијата. Јас се посрамотив пред него, ми го подари, он се извинив, ми го подари крстот и се заминав дома. Тоа беше прво моje среќавање пред хор, да застанам и цели 2 часа да диригирам со литургијата. Понатаму се продолжи да свирам во оркестри и не сакам никако да се одделам од музиката. 1944 година, повраќањето од војската, бев примен во Агитпром. А како се случи тоа? Беше дадена наредба од војното подрачје сите ученици што има завршено 8 клас да се вратат во сородните места и да се пријават за учители. Така направив и јас, дојдов во војното подрачје и се пријавив. Мислам, командант на градот во тоа време беше Блажо Бандев. Штом влегов во канцеларијата, таму го сретнав Милан Даскалов, а тој пак раководеше со Агитпроп при околинскиот народен одбор во Кавадарци. Вика, јас од кога го барам овој човек, нема он да води учител, пусти го кај мене да дојде. И така дојдов во Агитпроп. И за моја среќа, таму пак почнав да се дружам со музика, бидејќи тогаш постоеше градски хор, постоеше библиотека, постоја и други дејности на Агитпроп. Таа установа беше сместена во сегашното основно училиште и цело време подготвувавме приредби, концерти, имаше оркестар, имаше хор, така да јас, така да речем, бев десна рака на диригентот од тоа време Александар Линин. Тој беше професор по физика, меѓутоа и он како мене многу ја сакаше музиката и ја батали музиката и беше
беше ангажиран како диригент, а подоцна и тоа му стана и нему основно занимање, иако имаше завршено физика. Продолживме да работиме со хорот заеднички и во мај 1945 година беше распишен конкурс за наставници по музика, бидејќи тогаш во Кавадарци имаше 8 гимназии, во Македонија имаше 8 гимназии, а ние немавме толку наставници по музика, затоа што се знаеше кои беа Скаловски, Гајдов, Прокопиев и тие беа учители во средните училишта. Се пријавивме околу 20 кандидати, меѓу кои беа Кирил Македонски од тоа време, Богдан Шиндиловски, Петре Поповски од Велес, Таки Христик од Битола и още неколку души. Работевме интензивно од мај месец па се до октомври и ги усовршувавме сите дисциплини, и дирижирање, и солоперење, и солфеж, методика на музичката настава, дирижирање, и завршивме првата година и веднаш не испратија за учители по музика. Јас бев назначен во гимназијата во Кавадарци како преподавател по музика во гимназиите и основните училишта. По завршување, тогаш веќе постав да раководам и со хорови што јас самиот ги формирав. Го формирав градскиот хор, потоа средношколскиот хор, средношколскиот оркестар, кој што обавезно настапуваа на сите приредби што тогаш се организираа, а ги имаше повеќе. Некако денеска, скоро секоја свечаност започнуваше со исполнување на дури 3 химни. Химната на Советскиот сојуз, па химната на Југославија, и Словенија, и на крајот македонската химна, не оваа денесна, тога беше и изгреј зора на слободата, прогласена како важна химна. И собрав може би повеќе од 60 души хористи од Кавадарци, го формиравме градскиот хор, го носеше името Димката Ангелов Габерот, а покрај тоа работев и со средношколскиот хор и со средношколскиот оркестар. Со гимназискиот хор настапував обично на приредбите, меѓутоа со градскиот хор настапувавме на фестивалите. Уште од тогаш 1947 година беше организиран првиот фестивал во Битола и еден во Штип. Од двата фестивала, после наредната година, се формираше финална забавна вечер со хоровите, така да се вреднува нивниот квалитет. Ние во Битола освоивме прва награда и како награда добивме пијанино. Прв пат во Кавадарци тогаш дојде пијанино. Наредната година, 1946 година, поправо 48 година, беше организиран главниот фестивал со задолжителни композиции. Ние имавме тогаш композицијата Димитрија вино пие или Кумановка 3 од Трајко Прокопиев, многу потешка отколку што беше она што има задолжителна композиција хоровите од првата категорија. Тогаш беше Ајде Оро од Тодор Скаловски, задолжителна композиција. Битола исто така освоивме трета награда и бевме пофалени, а тоа беше повод
да ни организират една голема турнеја низ Македонија, почнувајќи од Кавадарци, Битола, Прилеп, Охрид, Скопје, Штип, Струмица, сето тоа со превозот беше организиран со камиони, бидејќи тогаш уште немаше автобуси и успеавме некако да ја превршиме. Тоа точно пред изборите на Југославија за уставотворна скупштина. Тоа беше и повод да се организира ова екскурзија. Со хорот на градскиот хор Димката Ангелов Гаврил работев до 1958 година. Последниот фестивал беше летото на летната сцена во Скопје. Тогаш се сеќавам, освоивме втора награда како хор и јас како диригент втора награда. Прва награда секако беше резервисана за Кочорацин од Скопје и практички јас како ученик на Трајко Прокопиев требаше да се надпреварувам со него. Од тогаш се расформира градските хорови, скоро на секаде остана по неколку града уште да работат и престана и да се организират тие фестивали со градските хорови. Но затоа пак учествував со гимназискиот хор на прв радио хор фестивал што го организира Васил Аджиманов и тамо исто ние како кавадарцани да биме коректнати стално освојувавме втора или трета награда. И тогаш пак на овој радио фестивал освоивме втора награда. Така да до 1958 година главна професија ми беше тоа да се занимавам со хорови во гимназијата и надвор во градот. 1959 година бев назначен за директор на основното училиште Страшо Пинзор, бидејќи гимназијата како училиште беше тогаш укината и се отворија економско училиште, шумарско, Лозаро-Винарско и така натаму, каде што предметот факултативно беше застапен и не се учеше музика. Меѓутоа, јас не престанав да се занимавам со музика. Како директор на основното училиште, таму си формирав хор и оркестар и раководев, бидејќи инаку немавме друг наставник во музиката, бидејќи тогаш, освен мене, уште со музика се занимава подоцна малку Ристо Бандев, Ѓоко Јордановски, тој дојде прв музичар после мене, потоа Миле Димов и натака веќе се редат плејада диригенти. Меѓутоа, како директор на Домот на културата, што бев назначен 1961 година, се заангажирав да го формираме и Републичкиот фестивал на младински и детски хорови. По предлог мој и по предлог на Ристо Бандев, кој тогаш дојде за наставник по музика во гимназијата, дадовме предлог до Министерството за култура да биде формирана оваа манифестација, затоа што во последните години таа манифестација беше замрена. Не бевме од начало одушевено примени од Министерството, меѓутоа се обративме до Културно-просветна заедница на Македонија, која што го прифати нашиот предлог и од 1966 година започна да се одржува Републичкиот фестивал на младински и детски хорови, кој што функционира и до ден денеска. Одржани си вкупно 18 фестивали, наредната година треба да биде 19-тиот фестивал. Сметам оти ќе најдеме сили и понатаму да го одржуваме овој фестивал, а тој практички значи и поттик на музичкиот живот и во Кавадарци. Иако немаме квалитетни хорови во основните училишта, сепак во гимназијата и може да се организират и оваа манифестација да биде и понатак и продолжена.
Сега, од каде такво искуство кај мене? Јас како просветен работник и како културен работник бев повеќе пати избран во председателството на културно-просветна заедница на Македонија, а пак таа беше и заслужена со јас како стручњак по музика бев често пати делегиран во советите на овие фестивали и други музички собери. Така бев 4 години делегиран во советот на Југословенски хорски свечености во Ниш, потоа Певскиот фестивал во Цегија, потоа на Балкански фестивал во Охрид, Илинденски денови во Битола. И на сите тие бев повеќе од по 4 години присутен и активен. Например, во Советот на Југословенски хорски свечености во Ниш бев заедно со Тодор Скаловски и со покојниот Драган Суплевски во стручниот совет и во советот, во програмскиот совет на тие манифестации. Исто така бев паралелно со овие и во советот на Тетовски хорски оцеви, бидејќи тој фестивал е формиран 2 години после нашиот. И дури постоеше мислење наместо да биде еден, да се организира еден два фестивала, наместо бидат два по право да биде организиран еден. Меѓутоа, ние како кавадарчани во тоа време успеавме да се избориме да остане нашиот фестивал како фестивал на младински и детски хорови, а во Тетово, наместо да бидат сите хорови заедно, да доаѓаат само градските хорови од Македонија. За жал, сега во последно време тој фестивал нема своји стални посетители, бидејќи градски хорови во Македонија има многу малку, а и понекогаш и привзимаат сите хорови од градовите во Македонија. Договорот беше ние како најдобрите хорови од Македонија во младинска конкуренција и во детска конкуренција да ги делегираме да бидат учесници како представници на фестивалот во Кавадарци. Меѓутоа, врвињата се менуваат, еве и се изменија и тие односи, така да често пати учествуваат градските хорови и младинските и градските и пионерските на фестивалот во Тетово, а ние го одржавме тој збор и се уште го организираме фестивалот како фестивал на младински и детски хорови. Тоа значи дека нашиот град има традиција за хорско музицирање. Па има, од ова што го кажавме до денеска, во Кавадарци првиот хор, вака заради информација, да ја кажам, е формиран уште 1913 година. Го формирал Златановиќ, кој што ги собрал едно 20 маски хор, а подоцна е формиран и женски хор. Исто така, тој подоцна прераснува и како градски црквен хор. Потоа доаѓа со хоровите да раководи некој учител, основен учител, исто така потекло русин, русчето го викале, Александар Занинов, и значи од 1913 година па навака Кавадарци постојано пее во хорови. За ова 60 годишно дргарување со музиката, Илија Каровски има добиено вредни награди и признанија, за кој тој зборува со посебна љубов и благодарност. За ова моја 60 годишна активност, општеството ми се одолжи. Јас само како наставник по музика и диригент во Кавадарци имам добиено повеќе признанија кои што ми се драги. Прво, добив медала на трудот, потоа орден на трудот, орден на Републиката и на крајот најдрага и најмила ми е
ми е признанието што го добив, тоа е наградата Климент Охридски, што се доделува на истакнати работници во областа на културата. Можам да кажам дека јас бев 1974 година прв работник од провинцијата, од натрешноста, се викаме, што добив награда. Денеска таа награда се доделува претежно на истакнати професори од универзитети, научници и така натаму. Сакам да кажам дека во текот на моето работење се занимавав и со композиција. Логично е, во тоа време, одма после ослободувањето, немаше хорска литература. И ние како наставници по музика моравме сами да се снаоѓаме, па дури и да создаваме композиции за разни приредби и така натаму. Например, јас тогаш морав и ден денеска уште ја исполнуваат хоровите песната за Кирил и Методий, која што ја немаше, подоцна ќе се појави и други композиции. Потоа тоа беше време на работни акции и создававме композиции што се исполнува масовни песни што се исполнува при такви манифестации. Например, за изградбата на хидроцентралата Маврово се сеќавам, напишав композиција на Маврово и младенци и така натаки. Потоа хорски композиции за разни обработки на македонски народни песни и за градскиот и за гимназискиот хор, така да почнав полека или сигурно да се занимавам и со музика, со компонирање. Мислам да создадов околу 20 композиции за хор и за пионерски и за градски хор. Се занимавав и за едно време и со компонирање на забавни мелодии, затоа што мораше и на тоа поле да се обрне внимание. Создадов 10 забавни мелодии што тогаш во тоа време беа хит во Македонија. Некои од нив ги исполнува и ансамблите на Радио Скопје со Драган Дјаконовски. Знам, ја исполнува композицијата Спомен, потоа Бела вечер на текст од Ацо Шопов, Охрид наш од текст на Ласо, брат ми, и многу други композиции.